Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе ја обработиме глава 20 од книгата Прва Самуилова. Ако имате Библија со себе, отворете ја на тоа место. Глава 20. Јонатан му помага на Давид да побегне. Предходниот пат стигнавме до стих 3, каде што поради страф од Саул, Давид рече: само еден чекор ме дели од смртта. Со други зборови, Саул постојано му дишеше во врат на Давид и се обидуваше да најде начин како да се ослободи од него. Но по Божјата милост, синот на Саул стана најдобриот пријател на Давид и правеше се што можеше за да го заштити. Ако Јонатан не беше толку близок со Давид, мислам дека Саул многу полесно ќе го најдеше Давид. Но Јонатан и Давид се договорија дека ќе соработуваат за да го осуетат планот на Саул. Слушнете што пишува во стих 4. Јонатан му рече на Давид: што сака душата твоја, јас ќе го сторам тоа за тебе. Навистина е прекрасно да се има ваков пријател. Се надевам дека Бог ќе ви даде ваков пријател во животот. Во Изреки 18:24 пишува дека има пријатели поблиски од брат, а Јонатан и Давид беа токму такви. Како можете да препознаете дали некој е навистина близок со вас и ви е вистински пријател? Многу лесно. Оној кој вистински ве сака и ве почитува, ќе биде тука за вас кога ви е лошо, а и кога ви е добро. Јонатан многу пати му помогна на Давид кога му беше тешко и му рече: се што сака душата твоја, јас ќе го сторам за тебе. Стих 5. Тогаш Давид му рече на Јонатан: ете, утре е млада месечина и јас треба да седам со царот на трпезата. Но пушти ме и јас ќе се кријам во полето до вечерта на третиот ден. Со други зборови, Давид вели: утре ќе треба да свирам за татко ти за време на вечерата, но страф ми е да одам. Дозволи ми да побегнам. Ако татко ти запраша за мене, ти кажи: Давид ме замоли да оди во својот град Витлеем, зашто таму се врши годишно принесување на жртва за сиот негов род. Ако на тоа каже: добро, твојот слуга ќе има мир. Ако пак се разгневи, тога знај дека тој намислил нешто лошо. Тоа беше единствениот начин на кој Јонатан ќе дознаеше што мисли Саул за Давид. Стихови 9 до 17. Јонатан одговори: тоа нема да стане со тебе, зашто ако навистина дознаам дека татко ми решил да ти направи нешто лошо, зарем нема да ти јавам за тоа? Тогаш Давид му рече на Јонатан: кој ќе ми соопшти ако татко те одговори налутено? Јонатан му рече на Давид: ајде да одиме во полето. И обајцата излегува во полето. Јонатан му рече на Давид: се колнам во Господ, Бог Израелов, утре во ова време, или другиот ден, ќе разберам од татко ми. И ако е тој благонаклонет кон Давид, и ако јас уште тогаш не испратам гласници кај тебе и не им јавам на твоите уши, нека Господ ми испрати најголема казна и уште поголемо зло да ми додаде. Ако пак татко ми решил да ти нанесе зло, и тоа ќе го соопштам до ушите твои и ќе те пуштам, тогаш оди си со мир, и Господ нека биде со тебе, како што беше со татко ми. Но и ти, ако бидеш уште жив, направи ми милост Господова. Ако пак умрам, не ја одземај милоста своја од домот мој никогаш, дури ни тогаш, кога Господ ќе ги истреби од лицето на земјата сите непријатели Давидови. Така склучи Јонатан завет со домот Давидов и рече: Господ нека им врати на непријателите Давидови. Јонатан му се заколна на Давид во љубовта своја кон него, бидејќи го сакаше како душата своја. Може би на некој од вас овој разговор му изгледа како тактизирање, но Јонатан отиде со Давид во полето, бидејќи сакаше да направи завет со него. И никој од блиските на луѓе на Саул не смееше да дознае за тоа. Поентата на целиот разговор е дека Јонатан сакаше да му каже на Давид што планира да направи татко му. Како што можете да забележите од стиховите кои ги прочитавме, Јонатан беше свесен дека Давид е следниот цар на Израел и затоа сакаше да направи се што можеше, за да му помогне да се зацари кога ќе дојде време за тоа. Еве го договорот на Јонатан со Давид. 3 дена после овој разговор, Давид треба да дојде на полето и да се сокрие.
Откако Јонатан ќе дознае што планира татко му, ќе оди со едно момче во полето за да стрела со лакот. Кога ќе ги фрли стрелите, ќе го прати момчето да ги собере. Ако му рече на момчето, стрелите се зад тебе, тоа е знак дека Давид може да се врати назад во палатата на царот. Ако му рече, стрелите се пред тебе, тоа е знак дека може да си оди. 3 дена после тој разговор, Давид отиде во полето и се сокри за никој да не може да го види. Дојде и Јонатан со еден од неговите помошници, но вестите кои ги имаше за Давид воопшто не беа добри. Кога ги фрли стрелите, го прати момчето да ги собере и му рече: стрелите се пред тебе. Со други зборови, тоа беше пораката од Давид дека е слободен да оди, бидејќи Саул сака да го убие. Откако оруженосецот на Јонатан си замина, двајцата пријатели се сретнаа и се збогуваа. Ова беше нивната предпоследна средба. Ке го прочитам последниот стих од глава 20. Слушнете ги зборовите кои Јонатан му ги кажа на Давид. Јонатан му рече на Давид: оди со мир, а тоа во кое се колневме двајцата во името Господово, велејки: Господ да биде меѓу мене и твоето семе, нека биде за секогаш. Последните неколку глави, авторот ќе стави посебен нагласок на Давид и неговото бегство од Саул. Но тоа што е интересно во овие стихови е заветот кој го направија со Јонатан. Јонатан го запази својот дел од заветот и направи се што можеше за да му помогне на Давид да остане жив. Во втора книга Самуилова читаме дека Давид го одржа својот дел и се грижеше за семејството на Јонатан. Во првата глава од втора Самуилова читаме за смртта на Саул и Јонатан и за царувањето на Давид. Во тоа време, новиот цар често ги убивал сите членови од семејството на претходниот, со цел да се осигура дека некој нема да бара одмазда, а и никој нема да го бара престолот како наследство. Тоа значи дека, ако Јонатан имаше син, Давид требаше да го убие. Јонатан навистина имаше син, и неговото име беше Мемфивостеј, човек кој беше куц уште од својата младост. Кога Саул и Јонатан беа убиени во битката, Давид се распраше за потомците на Јонатан, дозна за Мемфивостеј и го донесе во палатата да јаде заедно со царот и неговите најблиски служители. Зошто го стори тоа? Бидејќи му вети на Јонатан дека ќе се грижи за неговото семејство. Иако ова е засебна тема, сакам сега да ја спомнам барем накратко. Односот на Давид кон Мемфивостеј е прекрасна слика за односот на небесниот Отец кон христијаните. Како што Давид се смилува над Мемфивостеј поради Јонатан, така и небесниот Отец им покажува милост на оние кои се надеваат на Христос. Мемфивостеј со ништо не заслужи да се најде на царската трпеза. Тоа беше благослов кој го придоби поради неговиот татко. Ние со ништо не заслужуваме да се наречеме Божји синови и ќерки. Тоа е благослов кој го добиваме поради делото на Господ Исус Христос на крстот. Да се навратиме на текстот од претходно. По средбата на Јонатан и Давид, Јонатан се врати во царската палата и сигурен сум дека беше многу тажен поради фактот што татко му Саул сакаше да го убие неговиот најдобар пријател. Глава 21. Давид и свештениците. Со тоа доаѓаме до глава 21, по која читаме како Давид наоѓа за солниште кај свештеникот Ахимелех. Стих 1. Давид стана и замина, а Јонатан се врати во градот. На почетокот, Давид беше со неколку луѓе кои побегнаа заедно со него. Давид дојде во Нов кај свештеникот Ахимелех, а Ахимелех се збуни кога се сретна со Давид па му рече: зошто си сам? И зошто нема никој со тебе? Давид му рече на свештеникот: царот ми даде заповед велејки: никој нека не знае зашто сум те испратил и што сум ти порачал. Затоа ги оставив слугите своји на определено место. А сега дај ми што имаш при рака, 5 леба или што ќе се најде. Свештеникот му одговори на Давид и рече: немам при рака обичен леб, туку имам осветен леб. Само, ако твоите луѓе се воздржале од жени, нека јадат. Се случуваше следново. Давид и дел од оние кои тргнаа во бегство со него, дојдоа кај свештеникот и беа гладни. Побараа да им даде леб, а Ахимелех имаше само од лебот кој стоеше на масата за лебни приноси во шаторот.
Единствените луѓе на кои им беше дозволено да јадат од тој леб беа свештениците, што значи дека ниту Давид, ниту неговата дружина не требаше да јадат од тој леб. Што се однесува до оние кои беа со него, тоа беше група млади луѓе кои, како Јонатан, сватија дека Давид е следниот цар и дека Саул не ја заслужува нивната верност. Давид се најде во навистина незгодна ситуација. Од една страна, тој и неговите следбеници не треба да јадат од лебот, а од друга страна навистина се гладни и не знаат од каде ќе им дојде следниот оброк. Како ќе постапи идниот цар на Израел? Стих 6. Тогаш Давид му одговори на свештеникот и му рече: Жени кај нас немаше како и секогаш кога одиме во поход. И садовите на момчињата се чисти. Иако патот е нечист, сепак лебот ќе остане чист во садовите. Давид одлучи да го прекрши оној дел од законот кој се однесуваше на лебовите во шаторот. Оваа случка се спомнува и во Новиот Завет. Кога непријателите на Господ Исус го прашаа зошто исцелува во сабота, тој ги потсети на овој настан и заклучи: Знајте, дека денес пред вас стои некој кој е поголем и од Давид. И така Исус го исцели болниот во сабота. Кога свештеникот му даде на Давид да јаде од лебовите, таму имаше еден предавник, кој ќе му каже на Саул дека Ахимелех им помогна на Давид и на неговите следбеници. Стих 7. Свештеникот му даде од осветениот леб, бидејќи немаше друг леб, освен лебовите принесени на жртвеникот што беа земени пред лицето на Господ. Та по симнувањето нивно да се стават топли лебови. Името на предавникот е Доег, и неговото име е спомнато во следниот стих. Неговото име се спомнува и во Псалм 52. Слушнете што пишува во стих 8. Тој ден таму се наоѓаше еден од слугите Саулови по име Доег, едомец, началник на овчарите на Саул. На запад има изрека која вели: на царот му се брза, и се однесува на овој дел од Светото писмо. Идејата е дека некогаш е сосема во ред да се направат одредени исклучоци и да се прекрши одредено правило или принцип, се со цел да се задоволи итна потреба која не може многу да чека. Вистина е дека Давид побара од Ахимелех да му ги даде лебовите, кои требаше да ги јадат само свештениците. Но според мене овој настан не треба да биде изговор за луѓето да прават што сакаат, се со цел да задоволат одредена моментална потреба. Низ целото Свето писмо читаме дека Божјата работа никогаш не треба да се извршува со брзање. На Бог никаде не му се брза во однос на ништо. Дали некаде во Евангелијата сте забележале дека Господ Исус трча некаде или брза? Брзањето е една од главните одлуки на времето во кое живееме. Како резултат на тоа, трпението на луѓето се повеќе се намалува. И тоа е многу очигледно кога се наоѓаат во ситуација да чекаат некого или нешто. Знам дека не сум најкомпетентниот човек кој треба да зборува на оваа тема. Трпение. И мојата сопруга може да ви го потврди тоа. Но кога зборувам за брзање и трпение, не ви зборувам само вам, туку и на самиот себе. На Давид му беше потребно да се научи да биде повеќе трпелив и да не брза со своите постапки. Мислам дека во следниот период од неговиот живот, кога бегаше од Саул, Давид покрај другото научи да чека на Бог и неговото време. Што се однесува до тоа како Бог никогаш не брза во тоа што го прави. Сетете се дека кога Господ Исус дојде на овој свет, не умре се додека не наполни 33 години. Зошто неговата смрт и воскресение не се случија порано? Бидејќи Бог имаше одреден план и воопшто не му се брзаше да го исполни побрзо од што беше потребно. Бог никогаш не брза и затоа и ние не треба да брзаме кога правиме нешто во Негово име. Забележете што пишува во стих 9. Давид му рече на Ахимелех: немаш ли тука при рака копје или меч? Зашто јас не зедов со себе ниту меч, ниту друго оружје, бидејќи пораката на царот беше итна. Интересно е тоа што кога Давид се бореше со Голијат, тој користеше праќа и камења. Некое време после тоа, тој воопшто не се бореше бидејќи неговата главна улога беше да свири на харфа за царот. Сега дојде време кога имаше потреба да носи оружје со себе. Слушнете кое беше единственото оружје кое му беше на располагање. Стих 10.
Свештеникот одговори: ете го мечот на филистеецот Голијат, кого го уби ти во Тервинската долина, завиткан во платно за ефодот. Ако сакаш, земи го. Освен него тука нема друг меч. Кога го зеде мечот на Голијат, Давид си замина од тоа место и се обиде да побегне што подалеку од Саул. Не знам од која причина, но Давид заврши помеѓу филистејците во Гет. Од една страна, тој имаше многу непријатели помеѓу израелците, но од друга страна, навистина не знам зошто одлучи да оди во Гет. Неговиот живот во Гет беше во иста опасност како и во присуството на Саул. За да не биде убиен, Давид одлучи да се преправа дека е умоболен. Кога го видоа филистејците, тие се сожалија врз него бидејќи не веруваа дека некој во таква состојба може да ја направи каков бил проблем. Слушнете како реагираше царот Анхус. Стих 15. Анхус им рече на робовите своји: гледате, овој човек е луд. Зошто сте го довеле кај мене? Тоа значи дека животот на Давид во Гет не беше во опасност. Глава 22. Давид бега од Саул. За жал, денес нема да имаме многу време за да ја обработиме глава 22, но ќе спомнам некои важни моменти од истата. Ова е една од поинтересните глави во Прва Самуилова, бидејќи во неа се опишани моментите кога Давид почна да се крие во пештери за Саул да не го фати и убие. Моje лично убедување е дека токму овој период беше еден од поважните во животот на Давид, бидејќи тогаш научи уште повеќе да се надева на Божјата заштита. Во текот на тие неколку години кога Давид беше во бегство, тој мораше да се крие по пештери и шуми се со цел да го избегне гневот на царот. Во 26:20 самиот Давид вели дека бил гонет како еребица по планините. Во Псалм 106:2 дава слика од други животни и вели дека бил гонет како пеликан во пустина и како буф во урнатини. Во Псалм 57:4 вели дека неговата душа е помеѓу лавови и дека непријателите подготвуваат мрежа за да го заробат. Давид многу се умори, но и многу научи во периодот кога беше гонет и бегаше од Саул. Во првите два стиха од глава 22 пишува каде избега Давид откако замина од филистејскиот град Гет. Не само тоа, туку во овој текст читаме и како вид луѓе му се придружија и го следеа во неговото бегство. И Давид отиде оттаму и избега во Адуламската пештера. А кога слушнаа браќата негови и сиот татков дом негов, дојдоа таму кај него. Се собраа кај него сите подјармени, сите должници и сите душевно огорчени, и тој им стана началник. И со него беа околу 400 души. Ова е навистина интересен текст, бидејќи верувам дека е еден вид предслика на тоа што се случува во новозаветниот период во кој живееме. Има многу споредби кои можат да се направат помеѓу Давид и неговиот потомок Исус Христос. Како што Давид беше отфрлен од Саул и поданиците на царот го гонеа, така и Господ Исус Христос е отфрлен од светот, а заедно со него се отфрлени и сите христијани. Немојте да заборавите дека ако верувате во Христос, светот е вашиот непријател. Како што Давид напишал: мојата душа е помеѓу лавови. Така и ние можеме да кажеме дека нашата душа е помеѓу лавови. Како што следбениците на Давид беа отфрлени, така и следбениците на Христос се луѓе кои се отфрлени од овој свет. Следниот пат ќе продолжиме со обработка на Прва Самуилова. До тогаш, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.